da se sluči, jer se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Darba treba gore mene, samo umo sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme. Toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moja ma život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj v lice, ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke svi slavne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Pod станот. Бошко ми купи станче. Еднособно. Со помалиот син живееме заедно. Јас прекрасно се чувствувам. Толку? А треба и да честам. Станав советничка кај градоначалникот се вработив. Ана, толку лесно ми ги изнакажа сиве овие работи. Вчера со Бошка партали се направи. Партали! Зошто? За мене? Абе, Маца е главна во кафаната. Не можам да ја гледам, готово. Маца е прекрасна жена. Навистина. Разговаравме и сватив дека се родени еден за друг. Од секогаш Бошко ја сакал Маца. Се друго беше обид да се смени нешто. Благица излезе, ми рече да го чувам Живко. Требаше нешто итно? Не, само да се договориме за налекар. А кој е болен? Јас? Со нервите. Не можам да се контролирам. Се плашам да не убијам некого. Вчера е мој клиент го фатив загуша. Те молам, кажи на Благица нека ме побара. А сега подобар си? Не, подобар сум сега. Сега, кога сум со Живко јуниор, се чувствувам прекрасно. Милки, колешке, седни генерација. Си пивнал нешто? Со Маја од Шише. Сакаш? Треба да тргнеш уште малку. Ако има повод, да тргнам. Повод? Голем повод. Што и да е, нека е со среќа. Епа, ај на здравје. Сигурно го унапредила колегата Страчковски, а? Епа, од денес ви станав шеф на операциона сала. Епа, нека ви е со среќа. Детето ми е нерасположено. Секоја вечер ме вика каде е тато. Кога ќе се врати тато. Биле во золошка. Блаже му ги исполнува сите желби. Злато, тоа беше твој избор. Те изучивме
Истргавме се што можеше да се истрга. Татко ти нервно оболе. Па издржи малку. Треба да си силна. А и тој асистентот не го гледам нешто. Младенчо. А те познавам по облекувањето. Не одиш на фризер, не одиш на козметичар. Фатил некоја студентка. Битолчанка. Не може еден пијан дура да раководи да биде шеф на магазина. Така, значи брат ми е главниот проблем. А? Е. Добро. И што предлагаш? Тоа е твој ресор. Не можам да ти се мешам. Само сакам да ти кажам дека од сега Маца ќе работи на секторот за пропаганда. Има некои идеи и сакам да ја дадам шанса. Тешко ба те боле. Денеска ми избрка од работа. Вашето племе Дупенско мене ме избрка од работа. Ке паднеш, ајде силите моа. Ти да не мислиш дека ја имам син, ма? Немам јас син. Јас немам син. А слушај, ти кажав дека, уствари, јас немам син. Да знаеш дека со станот ти среди. Над Живка Дупенецо. Со телевизор, со видео, со CD, со креветна вода. И ќе треба да си најдеш момче. И да се представиш како сериозна дама, а не вака. Ти си непоправлив случај. Чаре нема за тебе, појќе заврше песната. Да. Знам јас кај те боли тебе. Тебе те боли нивчето, водото. Како да не, како? Она покрај езерото, тоа е, само ти не си маш да седнеш да разговараш со мене. Ми пушта стројници. Билче! Ајде, кафето е готово. Со малку шекерче, како што сакаш. Голем да пораснеш. Среќен роден ден. Денеска ли е тоа? Многу ти благодарам. Абе, Милче, душичке, немој да ми правиш вакви потресувања, знаеш јас. И онака сиве овие денови сум во некое бунило. А ова да ти кажам на вистина ме... А да не сакаш да те однесам на некој ручек? Во некоја убава кафана. Ма какави? Денеска сакам да си останеме дома сами. Ќе ни биде суперсто. Само да не му текне на некој да не се тупо. Оти кај нас знаат да дојдат и во недела попладне. Па... Опа, гулапчијата ги начекав сами дома. Знао да дојдеше порано малку. А да свртеше еден телефон, а? Ни го исклучија телефонот, а и малку сме си простички. Ако, голема работа. О, да не ви го расипав расположението, зашто јас сум позната како расипувач на забави. Пак на карање. Туку денеска си ми некако светната. Бев дока едни познати. Убаво. Знајке, кај ти е брат ми? Брат ти, кај ми е? Кажи ми да ти кажа. Па вчера разговаравме. Го нема. Не е поевен доба 7 дена, денеска врви 8-миот и искрено да ти кажам го заборавив. Како бе го заборави? Па така ми се тргна од глава. Патил швалерка, некоја јајчарка. Ау, Веса наша плаче. Ова е за снимање. Милче, те молам? Па како не се вратил, бе? А децата? Ми пуштјава дека многу му било жал за децата. Абе, мислев се наместивте. Ве вработив. Што сакате уште? Оди најди ми го и да ми го донесеш овде. Извини, ама ние не сме полиција. Каде да го бараме? Значи ми доаѓа... Весо, слушај што ќе ти каже сега бате Живко тебе. Време е да ми се тргните од глава сите.
Ама сите до еден. Имам семејство, внук, еден куп проблеми. Старата в село не е арна. Дојде време и за неа нешто да се направи. Не мислам во старски дом да ја носам. А ти, брат, од овде ме изедовте. Работа, работа, еве ви работа. Пари, пари, еве ви пари. Душата не можам да ви ја дадам. Живко, ајте, молам, смири се. Седни. Да, вино, вино. Уште ти ни фалеше. Имам еден брат. Дома ли е? Каде си, ме, брат? Види, брат, јас сум во фаза на расчистување со себе си. Душава, натре душа. О, па ти си имал душа, а? Имам веснао кристално чиста. Кристал. Ама, ево, овде, во стомаков нешто вака, ми се собрало, ми се стегнало. И сега песна ми треба. Песна. Има една, брат ми многу го ја пее. Да, вино, вино, црве. Оди земи ја гитарата. Лесно е за гитарата. Седни, седни малку. Ау. Ви гостинка сте имале. Весе? Весето мој. Кај си, бе, кукле? Кај беше? Да, кај беше? вино, вино, црве. Кај е чарката? И јајце на чело да ти излезе. Ау, Весе, немој да трчиш како прле пред магаре. Слушај, може да ве замолам нешто? Кога не можело, бе, брате, кога не можело? Братче, гледам со снава имаш некои работи за расчистување. Ке подизлеземе со Милка малку. Брат, ти не чини со нервите. За никаде се со нервите. Ај, сната, гледам како на трње да седи. Види, брат, јас сега ти реков, решив да расчистам се. Да си го приберам семејството, Весето да си го израдувам. Кажи, бе, Весе, нема се потрошија јајцата кај јајчарката, нема. Разбираш? Живко, отидов. Ако сакаш да дојдеш, знаеш кај ќе бидам. Оди, знам, ќе дојдам. Ево. Брат, многу сте диви, бе, многу, бе. Па не дојдов ја душа да вадам песна да ми испееш. Да, вино, вино, црве, но... Ако мислиш дека ми е до песна, братче, погоде, значи, шо да ти кажам? Абе, како не ти е до песна? Па роден ден ти е, роден ден. Ова, да се мачкаш и пилето да ти пее рано на сабајна. Многу ти благодарам. Абе, не си забораел, бе. И брат си повеќе да го сакаш. Повеќе. Ај, дај гитарата. Бре. Бе, братче, бе, многу те любам, бе. Да, вино, вино, црвено, момчето ти е заспано. Да, вино, вино, црвено, момчето ти е заспано. Јага-дага, диги-дага, диги-диги-диги-да, јага-диги-диги-даг, диги-диги-диги-да, рага-рага-даг, диги-диги-диги-даг, араган-даг. Та-на-на-на-на-на-нам, та-ра-ра-ра-дам, та-ра-на-на-на-дам-дам. Си избори? Не. Не? Злато татино. Јаде, ако изедеш секи, ти купам и чоколадо. Важи? Ајде, оди цртај се. Вчера, ја виде сестра ми на телевизија? Не. Сними ја спот.
Направиле хит со Владко на Чичко Бошко. Многу е талентирана. Кога сме заедно како друго дете да е. Знам. Имам шанса да одам во странство на специализација. Оди. Да, ама на кого да го оставам Живко? Мајка ми ќе го чува. И така не оди на работа, по цел ден е дома. Мајка ти пие. Вчера... Знам. Моите се на работа. Јас ќе го чувам. Ако е за месец-два, ќе го носам во градинка. Ќе се снаоѓам некако. 6 месеци. 6 месеци? Многу благе. Туку ова. Сакав да кажам овие наши односи. Како да сум друг човек сега, како... Не е време за такви муабети. Тешко ми е. Разбери ме, растргнат сум. На работа, дома, по детето. 6 месеци манжа немам каснато. Каде е таа? Која ти беше најтазе? А она со кучето? Оние помладите ги изгостира, а? Нели рековме да не разговараме за такви работи? Извини, заборавив. Го видов младенча, асистентот. Да, со една студентка како авион. 3 пати паѓа кај мене. Опа! Ај, мама, ќе ги собере. Верче, ти тука? Вчера околу пладне. Слепо црево. Па што не се јави? Ау, туку да. Вчера не бевме дома. И кој те оперираше, а? Страчковски. Ау. Дежурен беше. Слушам, си станала шефица, а? И како се чувствуваш, а? Па добро, така. А детето, кој ти го чува? Го однесов кај мајка ми. А со Страчковски... Да не мислиш дека го извадив слепово црево за да се видам со него. Тука ме донеса. Па не, мислев. А ми зборуваше, бла, бил во некоја финансиска криза, јас уште неосвестена, не дека он не го признава детето и такви ми ти работи. Мислам, јасен ми е како бел ден. Мило ми е што ти е јасно. Опа, тука е и мојата шефица. Како сте? Како е мојот пациент? Машала, добро изгледаш. Во вакво светло одамна не сум те видела. Насмеан, расположен. Добро, ова е резултат на тоа што имаш нова шефица или... Види го ти, Страчковски. Не требаше. Навистина ме изненади. Изненадувањето допрва следува. Конечно се разведов. Вие не знаете ни што се поминав. Добро е што сум жив и здрав. Па обично по развод... Не знам, јас како жена... Колешке, јас немав жена. Јас имав ламја со 3 глави. Ја заборавив пациентката. Да завршам со визита. После ќе се видиме. Верче, биди спокојна. Да не те боли раната. Малку мора да боли. Мислам дека сум ја направил најдобрата операција во мојот живот. Како само сум те шиел внимателно со специјален конец, ништо нема да се познава. По втор пат ме шиеш внимателно. Само што првиот пат се познаваш. Верче, мило, имаш неверојатна смисла за хумор. Мене во мојот живот од секогаш ми недостасувал хумор. Колку голема увертира.
Кажувај колку ти требаат. Немој така, те молам. Сам не се во прашање само парите. Мојата чест е во прашање. Знаеш, од овој развод морам да излезам чист. Колку ти требаат? Како колку? Верче, мило, јас не барам, јас ќе ти ги вратам. Слушате, господина Страчковски. Јас немам завршено факултети, ама имам завршено многу животни школи. И се ми е јасно како бел ден. Ајде зборувај колку ти требаат. А каде се чувствата овде? А? Моите чувства. Газиш по нив? Па ние имаме наше дете. О, мори мајко моја мила. До пред некое време ти не сакаше ни да ме видиш, ме бркаше од кабинета, сега ми зборуваш за некакви чувства. 3000 марки. За 3000 марки правиме волку муабет. Нема проблем. Ги добиваш. Што ми излезам од болница, јави се. О. Дојдовте? Кај си бе, Сузе бе, како си бе? Да не дојде Благица со Живко, а? Не, се јави. Ова не се симнуваш од екрани бе. Ти го гледав последното интервју? Супер! Абе, кралица на тато бе. Тука се баба и дедо. Кој баба и дедо? Овдешните. Татко ми и мајка ми. Па тато со ногата е за никаде. Лежи на троседот. Баба го покрила со кебе. Ама наши луѓе се тоа, де досле, што сега? Ајде. Е, како да не, па како дома е тоа. Тате, требаше да мируваш. Ме пикна мајка ти во таксито и ме донесе. И што паничи сега? А? Или повеќе тата и мама не треба, не? Купивте кафе? Купивме. Дедо сакаше. Како сте, како сте? Ха-ха. Бабо, ти, машала, убаво ми изгледаш. Дедо, ногата како? Так. Ме боли. Добро. Седни, што стоиш како? Мамо, правиш непромислени работи. Што требаше да го задржам во болница? Абе, доста, само паничите, бе. Пиеш лековите? Не плаши се. Подобар сум. Кафе, дедичко, без шекер, така? Да си здрава и жива. Треба да се најдам со пријателите. Ако останете, ќе се видиме, важи? Тука сме, тука. Тука кај ќе одиме. Како мислиш тука? Мамо, чудна си. Со една другарка утре ќе одиме на бања. На бања? А тате? Тате? Па тате има ќерка, има зет. Зет има? Зете, не е време за весниче. Кажи, те слушам. 10 дена ќе одам на бања. Да бе, оди. Оди, не те држам за појас. Ама на дедо ти му треба нега. Мамо, не си другарка со Живко, па така да се однесуваш. Мајка ти е во некој 10-ти пубертет. Треба да има човек до тебе. Ние сите одиме на работа. Снајдете се. Еднаш и вие снајдете се. Се сеќаваш кога ми ги остававте децата пред врата? Зетот, бабо, ти и Господ, и никој друг. Сега еднаш решив да одам на бања и ве фати паника. Мамо. Те моли тато да не се нервираш. Мајка ти тера некој инает. Нека и помине. Не. Не, инает, не. Да беше... Знаеш каде ја скрши ногата? Зетко, ти знаеш? Не, откај да знам јас? Скршеница, на ваши години не е играчка. Па свесна ли си?
ја скрши пред вратата на учителката. Она пензионерката што пред некоја година и почина сопругот. Дедо, вистина? Кажи. Бабо, ако дедо ја скршил ногата кај учителката, јас ќе го чувам не 10 дена, туку 10 години. Разбра? Живко! Готово. Ова го решивме. Бабо, задоволна си? Презадоволна. А сега одете в кујна и замесете нешто, а јас и дедо ќе удриме на партија шах. Важи, дедо? Еј, ногата. Учителката, брате. Добро, добро. Ќе средиме, нема проблеми, нема. Ајде, чао. Опа! Конечно, бате Живко. Кај си бе ти? Еве сум. Сврти еден телефон, ти купив мобилен. Не свртив. Си го чувал дедо ти? Дадилка. Мре, што си станал умен. Да, многу умен. Седни. Не сакам. Пак надоен, а? Бате Живко, не те познавам ваков. Знаеш колку заработивме во последниот месец? Да ти кажам, тоа не ме интересира, ама ич. Како? Абе, бате боле, газе едно. Ти знаеш многу убаво, овој бизнис го почнавме јас и ти. Така. Очите ти ги копа маца моја. Убо. По-убо здравје. Ами чаре? Чаре ќе да има. Чарето е вакво, бате боле. Еден од нас треба да си ги собере парталчињата. Сега кога станавме име, нашето ренде што стана стил на однесување, имидж. Абе, кој ти ја правеше рекламата, гледам по телевизија, не се врти овие денови, а? Не ти кажав? Имаме нова соработничка, работела во многу светски агенции. Неверојатна жена. Маче, дојди. Седни, бе, бате Живко, бе. Седни, не можам да расположи се да му еба мајката. Повели, шефе. По ово изненадување, Жилче е тука. Вие се знаете? Па како не се знаеме, тој е моето срченце, тој е бебе. Он е злато моје, не можам да живеам без него. Жилче, не го очекував ово од вас. Да. Тргнувам на пат. А, те чека шоферот долу. Со ум. Шефе, сега се сетив. Тој е вториот мој шеф. Жилче, добар си ти? Абе, тргни ми се од пред очи. Не можам повеќе да те гледам ни тебе, ни сите вас, бре. Треба си изгубам од тука, да се спасам од вас. Жилче, па што ти е тебе? А ти, море, сисулче едно, да се тргниш од тука додека ти е време. Јас да ти кажам. Да не збесни, бате Живко, еден ден овде пердови ќе летаат. Ама од сите вас. Си видела кокошка репана како изгледа? Си, а? За кого ти цути дано снагата? За кого ти цути дано снагата?
една снага дано. Добар ден. Добар ден. Повелете. Предпоставувам сваќата. Да. А вие? Пријател. Аха. Кажете ми каде се Живко и Милка? На работа се. На работа? На работа. На работа не се појавил со денови. Не знам каде излегува тој. Секое утро излегува и оди некаде, а каде оди, простете, не знам. Ајде повелете. Повелете. Седнете. А вие што тука? Па јас сум ви, како да ви кажам, овде на банјско лечење. 5 кат високо е, токму како за мојата болест, чист воздух. За вашата болест? Да. Да сте болна, не сте. Видете, се трудам повеќе да не пијам алкохол. Пиев како стока, разбирате? И се разбира, овде ти е добро. Па, од работа ме избрка, а сватот ме прибра. Па сега така помалку им зачистувам, им помагам, им купувам и така. Ми фрлат по некој денарче. Добро ми е. Кафето барем ми е фрај. Сакате по едно кафенце? Не, благодарам. Ама седете. Седете, ве молам. Ке ме оставите вака сама. Јас да ви кажам и со нервите сум за никаде. Навистина ми е непријатно. Треба да завршам многу работи. Па зарем не е работа да ја правите друштво на една осамена и несреќна жена? Да, но не знам како да ви помогнам. Ако имате желба, се е лесно. Желба, да, но навистина ми е непријатно. Да, вратот Братот. и грбот многу ми се така вкочанети. Гледате, како спондилоза, не знам што ми е некој, како да ми ставил некои шипки внатре. Што? Гледате? Шипки? Шипки. Дайте ми ги рацете. Двете. Так. Чекате. Па вие имате биоенергија. Биоенергија? Ау, па вие ми доаѓате како порачан човеку. Ајде, почнете, ве молам. Вака, од вратот, па надолу се до кај што ќе стасате. Ама како? Вака сега? Вака сега. Да, изборувајте ми. Многу сакам да ми изборуваат и да ме масираат. Да, сакам да развијам една нова гранка во археологијата, наречена подводна археологија. Вие влегувате под вода? Влегувам, да. Па вие сте тогаш многу храбар. Да. Леле, ај сега малку подолу, ете Ми така. требаат пари, ќе го замолам Живка да ме спонзорира. Масирайте. Леле, колку топли раце имате. Да, Како на светец ви се топли раце. Да, ако соберам доволно пари, Аха, ако соберам, какви значи... пари, човеку, не ви требаат повеќе пари, ви треба ми малку требаат. храброст, да. Ајде малку подолу, уште малку подолу, леле, готово. Треперам, горам. Горите. Леле, како рековте дека се викате? Драги. Драги. Да? Драги. Зете, фала Богу, ми попушти болката. Опа! Оваа нога, како да не беше моја. Старост, дедо, старост. Не бегаме и ние од таму. И нас тоа не чека, ајти. Зете, размислував за нивата. На многу убаво место е. На убаво? Се сеќаваш? Ме носеше таму пред 10 години.
Знам, се сеќавам. На убаво место е, ама ете го и братот Ристо е долу оден. Ама... Се стегнал во нивата и готово. Ама и ти требаше да одиш. Па требаше, ама, знаеш, јас со проблеми сум до гуша. А да беше жив свато. Тате, ако беше жив, дедо, од нивата, ај со здравје. Беше врзан со Риста, ќе му ја напишеше, ништо од нивата. Бре, каква нива е, по цел ден мислам и сонувам за таму. Да направам едно куќарче, бе, дедо, од камен целото. Од долу, од темели догоре. Ама од камен. Една тераса. Паку ќе седниме двајцава. Салатчето, жолта дупенска. Оу! Па, тоа е езерото пред нас, островот. Убајни, бе, дедо, птици пеат, леле, мајче, бранови. И фурне ќе направа. Фурне во дворот, леп домашен крапој. Јагнина, магнина, бе, убајни. Убава нива на убаво место. Убаво здравје, абе. Извинете ме, молам. Абе, снајке. Ева сега се случи. Абе, снајке, од кај излезе сега во парков, ти да му се не види, ти, брат ми, в село, ти низ парков се шеташ, да не ти е и швалеро тука. Абе, доста го отепав човекот. Извини, свате. Ништо. Се шетате со дедо ти? Аха, се ми е јасно. Беса не е вчерашна. Дедо, те боли ногата, да не сакаш да седнеме? Пак почна да ме боли пустата. Ај да седнеме. Ај, полека. Полека да седнеме. Пушти ја ова, пушти ја ова. Пушти ја, братче. Шта е? Полека. Ајде, полека. Опа. Така. Уживај. Извини, свате, вака, ама треба да расчистиме некои работи со деверчево моје. Ваша работа. Дедо, ајде да си одиме дома. Дома утре. Фрли око на нивчето, а? Значи, почна борбата, а? Војна! Опа, војна. Бе, јас знам што ти е тебе. Ти го знам чарето, ама брат ми ги врзали рацете и нозете, инаку... Ако оставам јас на брат, ти отиде нивата. Со мене ќе имаш работа. Така, значи, работава е дојдена до крај. Да. Или нивата, или готово. Имам две дробни деца. За нив ја водам оваа војна. Абе, кој ти е крив што имаш две дробни деца, бе? Што? Што ти е тебе? Се омаше таму на старост. Брат ми да не беше уште ке шеташе како улајка низ улицине. Низ село таму. Зете, ќе мора да ме носи. Ајде да си одиме, Не изгоре пустата. Мене нива не ми треба, мене ми треба брат. Ау, ме трогна. Заврши? Сега јас да ти кажам. Кажи. Ако е дојден од село и ако не направил ништо, јас ќе му свирнам кушу в чело и ќе ти го фрлам пред врата како куче. Ајде да си одиме, ајде. Слободни сте, одете. Ајде, нека лае таја. Нека лае. Ајде, полека. Полека, малку свате. Нека си лае таја, бе, пушти ја.